Здраво живо, јас сум Димче. Добре дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат сум во античкиот македонски град Баргала, или местото каде што живее водата, или местото каде што водата дава живот, или местото каде што во нашите ветски времиња жените доаѓале за да родат ново дете или нов бог. Значи, порано децата, како што знаете, ги раѓале во вода. Водата служила како портал за носење на децата на овој свет, меѓутоа самото раѓање на деца било доживеано различно од тоа што сега доживуваме, затоа што детето се сметало за потомок на Бог и така и се однесувале кон новородените деца. И тие го славеле секое раѓање на ново дете, односно тие тоа го викале раѓање на нов Бог на земјата, затоа што тие верувале дека ние луѓето или децата кои што се раѓаат се новите богови или креатори на овој свет, па затоа ги славеле тие. Тие верувале дека секое дете има моќ да креира, односно да ја менува реалноста и да ја создава според своето уверување. И токму за тоа и било голем чин кој ќе се родело некое дете. Значи, токму на ово место има повеќе базени со вода, каде што жените се пораѓале. Сите знаеме дека најлесен начин да се породи некој е во вода. И потоа кога ќе се породило детето во водата, тие го носеле во храмот, каде што воспоставувале врска со небото, односно не ја сечеле таа конекција на детето со небото. Има многу остатоци на бањи каде што се пораѓале. И има остатоци од храмот каде што одма оделе да ја воспостават таа врска со небото или со космосот. Значи, нашите предци, кои ќе се родело дете, тие го носеле во храмот за да ја потврдат таа врска со небото, а не да ја прекинат. И затоа тие одма го изнесувале надвор, односно наотворено, помеѓу овие столбови што се зад мене, за да се воспостави таа врска со небото. Значи, Баргала може да се каже дека е град каде што се раѓале богови, каде што се создавале богови, односно се освестувале луѓето или децата и потсетувале на својата божанска природа и на својата божанска моќ. Еве да погледнете и како изгледа градот од височина, односно овој дел кој што е ископан. Иначе градот се верува дека се протега на огромна површина од дури 4 хектара и представува еден огромен град во еден многу важен дел на Македонија. За овој град не се знае многу што е пронајдено во него, како што гледаме останати се само зидовите, голем дел од работите за жал се однесени во непознат правец. И токму таа ми е темата на која што се навраќам, тоа дека музеите низ Европа се преполни со наши артефакти или со наша енергија која што е разгравана, и се додека ние не си ја вратиме таа енергија назад, нашата енергија ќе биде насекаде распрскана и тешко да се сконцентрира на едно место. Например, за овој град Баргала се зборува дека е откопан, верувале или не, ни помалку, ни повеќе, туку еден цел златен конј, кој што бил однесет во непознат правец. Иначе, искупувањето на овој град било чудно, така што внатре во градот работеле американците или странците, а надвор чекале нашите археолози да им фрлат по некоја коска, затоа што се што се наоѓа кај нас, оди прво кај американците, односно кај некоја Каролина, која што е одговорна за искупувањето во Македонија. Не знам како е тоа возможно. Американци да бидат одговорни за искупувањето во Македонија, меѓутоа гледајќи ги така наречените наши партии што доаѓаат на власт,
односно нивни партии, не ме ни чуди мене тоа ништо. Меѓутоа, тука сме да алармираме за тоа, да кажеме за тоа. Знам дека на многу од луѓето тоа не им е тема, меѓутоа видете оваа убавина и можете да замислите што се немало тука и зошто ние да ги немаме тие работи тука. Сепак е наше, тука е нова подрече и треба тука да остане. Каменот тежи таму кај што му е местото. Така и тие работи што се пронајдени. Иначе ова е мозаикот во Баргала, кој што е преубав, на него се гледаат остатоци од стари символи. И посетете го овој град, иако моментално се спремаат некои нови ископувања, а градот како што гледате е граден, многу од работите се изградено е врзнив, значи не е оставен како што е ископан, туку е реставриран, така речено. И може да се види само грубата форма на градот, што мене лично не ме задоволува. Јас ги сакам тие оригиналните работи, нашите стари символи, нашата стара енергија, посебно остатоците од нас македонците, кои што секогаш се скриени, како што се нашите знаци на богот Дзе, на коловратот, на перуниката и така натаму. И тие се секогаш тргнати при таа изградба или надоградба на објектите, за да можат овие градови да се препишат во поново време, односно во така наречениот италијански или римски период. Така, луѓе, се надам нека ви се допадне градот од како изгледа од озгоре. Посетете го, се наоѓа 10 километри од Штип и е преубав. А ова што се гледа на столбовите, тоа е светата билка, или наречена тролист. Значи таа билка во старото ветско време ја користеле луѓето за добивање на поголема сила и за лекување, а најчесто им била давана на војниците пред додат во војна. Иначе овој тролист го одледувале само волховите и тој бил одледуван на северот. И таа представувала света билка. И потеклото на таа билка од овие ветски простори. И обично луѓето тоа го поврзувале со вера, со слава и со љубов, а тие не оделе надоле. Значи тројството значувало тоа, но подоцна со воведување на христијанството тие тргнали надоле, односно кон ѓаволот. И тоа самата билка како билка долго време била света и била билка која што некој верувале дека можела да даде и надприродни способности. Иначе моментално е знак на меровинзите и тоа кој што гледате има кај нас. Малку е останата, меѓутоа се наоѓа на и секогаш има високо свето место, што значува за незината важност. Се надевам ви се допадна видеото, ви беше интересно и информативно. Ви долови дел од нашата митологија. Посетете го. Кажете ваше мислење, осетете енергијата, а ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава и мистична Македонија. Поздрав и секое добро!